Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер, колеги пратеници. Гледајќи го буџетот за 2015 година, може да се види дека и во ова 2015 година владата ќе продолжи со активната економска политика и очекуваме продолжување на позитивните економски движења во Република Македонија, при што предвидениот реален раст на бруто домашниот производ ќе биде 4%, а истото ќе се случува и во многу од важните сегменти каде што ќе имаме позитивен раст, како што е индустријското производство со негде 4,4%, градежништвото до 7,5%, земјоделството 2,5%, услужниот сектор со позитивен раст од 3,3%, зголемување на извозот за 8,5% и на вработеноста за 2,7%. Карактеристично е тоа што овај буџет ги опфаќа сите сегменти на живеењето во оваа држава. Од стопанството до образованието, здравството, социјалата, културата, земјоделието, спортот, пензионерите, младите и други сегменти. Исто друга карактеристика на овај буџет е тоа што имаме изузетно добро рамномерна распределба во сите региони на живеењето на државата. Фискалната политика, како и во изминатиот период, и понатаму ќе биде дизајнирана во функција на одржување на макроекономската стабилност и поттикнување на економскиот раст како основни услови за зголемување на вработеноста и за унапредување на животниот стандард на граѓаните. И понатака, сите активности ќе се одвиваат во услови на ниски даночни стапки, што ќе придонесе за понатамошен развој и на бизнисот и за доаѓање на што повеќе инвестиции во Република Македонија. Гледајќи ја расходната страна на овај буџет, таа е планирана во функција на поддршка на раст на макроекономската политика, преку инвестирање во значајни инфраструктурни проекти, одржување на социјалната сигурност, како и подобрување на економската положба и животниот стандард на населението, пред се на ранливите категории, односно на пензионерите и на социјалците. Почитувани колеги, јас сега ќе се задржам на дел од буџетот што припаѓа на здравството и ќе ја насочам мојата дискусија тука. Буџетот во здравството ја зацврстува и понатака здравствената политика на владата и се повеќе го приближува нашето здравство кон европското. За здравствениот сектор се планирани негде околу 1488 милиони денари, кои што ќе го продолжат континуитетот на вложување на владата, односно на Министерството за здравство, за реализација на крупните проекти во Република Македонија, односно изградба на нови болници, реконструкција на многу јавни здравствени установи, до опремувањето како проект започнат пред 2 години на многу јавни здравствени установи и во довршување на реформите на здравството. Овај буџет исто така има цел да овозможи подобра достапност на здравствените услуги за населението, што е една важна карактеристика, и исто така целосно здравствено осигурување на населението. Многу често ние го забораваме тоа, дека нашата влада, одно Министерството за здравство, има цел последниве години, и тоа ќе го завршува во 2015 година, да го покрие комплет целото население на Република Македонија со здравствено осигурување, без разлика на која структура на осигурување припаѓаат или дали се или не се осигурани. Со тоа многу малку држави од нашето окружување можат да се пофалат. Во делот на реконструкцијата и доградбата на јавни здравствени установи продолжува тој проект. Многу беа завршени проекти минатата година, а дел од нив ќе продолжат и во 2015 година, а во 2015 ќе се започне и со нови проекти. Со предвидените средства треба да се опфатат следните приоритети, а тоа се продолжување на градежните активности на Институтот за белодробни заболувања во Козле, Скопје, продолжување на градежните активности за изграда на бункер за акцелератор. Тоа ќе се прави и во Битола и во Штип. Со тоа ќе се покрие цела Македонија. Покрај Скопје ќе имаат уште овие 2 клинички центри и ќе биде овие услуги многу поблиски до граѓаните.
Ќе се продолжи со градежните активности на ЈЗУ психијатрија Бардовци, а исто така со реконструкцијата и опремувањето на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо од Охрид. Во дел на опремувањето со медицинска опрема на јавните здравствени установи во Република Македонија, ќе ги набројам само покрупните проекти, а тоа се еден компјутеризиран томограф за детската хирургија, еден акцелератор за онкологија, еден магнет за Свети Еразмо Охрид, еден ангиограф и еден акцелератор за општата болница 8 септември Скопје. Тоа се најголемите, најкрупни проекти, а поситните ќе си течат, тие не би ги спомнувал многу се. Исто така продолжува проектот за изградба на амбуланти во руралните средини и во 2015 година тој проект треба да биде завршен. Значи, остана уште малце да се покријат. Целта на овие амбуланти е здравството да се доближи до граѓаните, до населението. Нарочито во руралните средини има места кои што се многу далеку од градовите и кои што болни тешко доаѓаат до тие градови, до тие здравствени услуги. Сега тоа им го доближуваме до нив. Имплементацијата на електронската здравствена картичка и електронското здравство исто е проект кој што треба да биде во 2015 година дозавршен. Со тоа ќе имаме највисок степен на евиденција во здравството со тие електронски картички и многу поефикасно ќе биде тоа и многу полесно и за медицинскиот персонал и за пациентите. Многу значајно е што ќе се вложи во здравството во два клинички центри, а тоа се Тетово, значи изградбата на дијагностичкиот центар во Тетово и изградбата на новиот клинички центар во Штип. Години уназад клиничкиот центар во Скопје беше премногу оптеретен со болни и се занимаваше со сите видови на активности во здравството, а немаше време нашите колеги професори да се занимаваат со врвни научни и трудови, и предавања на студентите, едукациите, за тоа има многу малце време, бидејќи беа преоптеретени. Со развивањето, градењето на овие два клинички центри во Штип и во Тетово, ние правиме два регионални центри кои ќе преземат најголем дел од тие, најголем процент од тие заболувања, со што ќе се намали бројот и ќе се растерети клиничкиот центар во Скопје, а ќе им го доближиме здравството на граѓаните во областа на Тетово и на Штип. Изградбата на 5 центарот, односно позитивната електронска емисиона томографија, треба да биде дореализиран во 2015 година. Неколку пати за тоа сме зборувале и нашиот министер го споменувал тоа. Тоа е центар кој што ќе овозможи еден од највисоките степени на пружање на дијагностичка и здравствена услуга. Таков имаме во Виена, во Истанбул и на тој потез единствен ќе биде нашиот во Република Македонија, кој треба да биде завршен во 2015 година. Исто така во тек е изготвување на основен и изведен проект за градба на нов објект клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Во склоп на тој објект ќе има негде околу 25 специјалности и заедно со тој проект ќе оди и реновирањето и адаптацијата на хируршките клиники. Со тоа Македонија ќе го добие заслуженото, односно ќе добие модерен клинички центар со врвна опременост и дијагностичка и за пружање на здравствени услуги. Понатака, националната програма за трансплантација продолжува и понатака. Средствата за стимулирање на трансплантацијата се поголеми, а исто така со носење на законот во нашиот дом овде за заштита, за ослободување од партиципација на здравствените услуги на оние донори на органи и на ткиводарителите, ние го заокружуваме овој процес и овозможуваме трансплантацијата да течи поефикасно и полесно. Тоа се гледа и во моментов. Македонија никогаш не имала порано неколку само кадаверишни, а сега веќе кадаверишни трансплантации одат одлично. Ќе течат понатака и превенцијата на кардиоваскуларни болести, како најзначаен фактор за смртност во Република Македонија. Потоа системските прегледи на ученици и студенти, значи ќе се печатат прирачници за здравствените работници, ќе се прават теренски посети, ќе се прават работилници за обука на превентивни тимови
И со тоа исто ќе се изготвува и промотивно-едукативни материјали за учениците и студентите со цел да им се доближи здравството на истите. Во тек ќе продолжи националната програма за јавното здравје, задолжителната имунизација, која што и во многу години пред тоа течела, но сега карактеристично е тоа што од оваа година ќе се започне со проектот на воведување на поливалентни вакцини. Тоа се најквалитетни вакцини во светот, кои што даваат најмалку нус појави, односно проблеми кај децата и плюс имаат најдобар ефект. Тие се доста скапи, но Министерството за здравство одлучи да почне да ги воведува од 2015 година. Исто проектите за заштита на населението од сида и туберкулоза ќе течат и 2015 година и оваа година, значи, проектот за активна здравствена заштита на мајките и децата ќе има значајно место, значи бесплатните брисеви на трудниците од социјални групи, потоа скринингот кај новороденчињата и многу други активности во тој дел за да се намали смртноста на дојнечката смртност. Раната детекција на малигни заболувања продолжува понатака. Овој проект трае неколку години и ќе продолжи активно да се спроведува цело време, нарочито во областа на гинекологија, за да се заштитат жените, односно превентивно правење на пап тест и скрининг за карцином на матката на грлото на матката и скрининг за карцином на дебело црево. Многу е важно што се започнува и проектот за заштита на лица со болести на зависности. Значи, со овие средства се обезбедува набавка на метадонот и бупринорфинот, без кои не може да се замисли лекувањето на овие зависници. Исто така, целосната услуга на лекување на лицата за сите болести на зависности е покриена, значи, со средства на Министерството за здравство. Здравствената заштита на болните кои се третирани со диализа исто така продолжува и лекувањето на ретки болести кои што бараат скапо лекување и години уназад беа принудени таквите фамилии да бараат, значи, спас во странство и било каде. Од минатата година, значи, овие ретки болести се во програмата на Министерството за здравство и понатака тоа ќе бидат набавувани тие лекарства. Целосното здравствено осигурување, напоменав пред кратко време дека е едно од најважните во Република Македонија и тоа кажува за степенот на развој на едно здравство и на една држава. Задолжителното здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување е многу важен фактор и тоа ќе се спроведе во 2015 година. Потоа, болничкото лекување без наплата на партиципација за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија. И на крај, едукација, она без што не може да се замисли здравството, односно би било залудно ако се градат болници, ако се реновираат, ако се опремуваат, а при тоа да немаме доволно едуциран персонал, како лекари, така и друг медицински персонал, за да го спроведе тоа. Значи, Министерството за здравство одделува значајна стапка наменета за едукација на наши лекари и на останатиот медицински персонал во странство, за посета исто така на странски експерти да доаѓаат тук, да доаѓаат во Република Македонија, да ги едуцираат нашите лекари и исто така проектот за пуштање на наши специјалисти, млади лекари на специјализација во странство. Јас за Струга малце ќе кажам, моите колешки од Струга ќе кажат малце повеќе, само ќе напоменам кратко дека индустријската и туристичката зона и вложувањата во нив во иднина треба да го освежат нашиот крај во Струга, треба да донесат многу вработувања. Градењето на новата хидроцентрала Бошков мост ќе донеси многу нови вработувања, ревитализацијата на Шпије и Глобочица исто така, новиот автопат Кичево-Охрид, реконструкција на болницата Струга и многу мултинаменски игралишта и тениски игралишта и доста поголем дел од ревитализација на регионалните патишта во Струга.
почитувани, како што гледаме, и овај буџет продолжува со активно вложување во здравството и во техничкиот и во научно-едукативниот дел. И ветува дека здравството со повисок степен на здравствени услуги ќе добива се повисок степен на здравствени услуги и ќе биде се поблизок до народот, а исто така со едукативниот дел ќе го зголемиме квалитетот на давањето на услуги во Република Македонија и ќе го доближиме до тој европскиот. Затоа мислам дека овој буџет треба да го поддржиме. Благодарам.